90 плюс 3-2 за Вардар на градскиот стадион против Шкупи. Уште се игра. Бургутов, на прагот ли сме на победа на Вардар на градски? Се игра студиското на дополнување. Добар фудбалски натпревар, 5 гола. Вардарците одигра, можеби најдобро есенува, ако не најдобро, сигурно најмногу денес истрча. Ова што гледаме и близко е Вардар до 3 многу вредни значени бодови. Се играат. Колку продолжение имаше? Не видовме колку покажа четвртиот судија, меѓутоа Игор Стојчевски, главниот судија, го знае тоа. Може би последната шанса за Шкупи, а? Па еве и противничкиот голман, ево напад. Браво, Гача! Вардар е близко до овие 3 бодови. И она што е најважно, овие гледачи кои се овде на градскиот стадион видеа добар фудбал и вредна победа. Вардар Шкупи 3:2 полувреме. 2:1 и двете полувремења паднаа голови. Вардар освои 3 важни бодови. Полека го напушта она длабоко дно на прволигашката табела. За овој натпревар можеме да кажеме дека навистина беше многу динамичен, интересен и она што буди најмногу интерес и изнудува аплаузи од публиката, 5 постигнати голови. И покрај победата која на вардарците секако ќе им даде додатни крилја во оваа грчевита борба за избегнување на последните места од табелата, сепак публиката е задоволна од бодовите, од постигнатите голови. 3 за Вардар, 2 за Шкупи, а она што е најважно, бодовното салдо останува зголемено за 3 многу важни, многу драгоцени бодови. Она што новинарскиот бележник го памти и сака да го истакне е исто порака до стручниот штаб на Вардар дека Кристијан Николовски, популарниот Пато, кој влезе во игра во првото полувреме, во 24-та минута на местото на повредениот Босанчич, секако заслужува место, простор во стартните 11-мина. И кога сме веќе кај стручниот штаб, новиот тренер на Вардар, новиот корнерал Гоце Седловски, поентираше и трна со победа и кини со победа, што секако е добро пред се за Вардар, за клубот, потоа за играчите, а секако и за него. Но незадоволството од неговото доаѓање вардаровите навивачи не го сокрија и овој пат го изразија можеби на невкусен начин кој ретко се гледа на нашите терени, но тоа е публиката, има право да го каже своето мислење. Не се памети, малку само дегресија, не се памети некогаш на тренер кој што стартувал во Вардар да биде вака дочекан. Па да, добра забелешка, долга е традицијата, историјата на Вардар, минале многу успешни тренери во оваа прилика, да не ги набројуваме. Секогаш имало критички тон од публиката, меѓутоа вака да кажам дочекување на нож сигурно не паметиме. Еве, поздрав од вардарците до публиката и заслужен аплауз сепак на крајот. Збор 2 за головите, она што е најважно кога се игра во фудбалот. Денеска на арената Тодор Проевски ги видовме 5-3 во голот на Шкупи зад грбот на голманот Давид Денковски, кој го бранеше голот на Шкупи, 2 зад грбот на Гачевски. 10-та минута по една комплетна грешка на одбраната на Вардар. Златков од непосредна близина по амортизираната топка се огради од неговите соиграчи, ниско по земја ја упати и го доведе Шкупи во водство од 1:0. 31 минута Вардар беше во налет, изнуди слободен удар некаде на средината на теренот, 20-25 метри. Закарик, познат по овие добри изведувања, велемајсторски изведувања на слободните удари, успеа со класично ефект да го префрли зидот и да ја упати топката кон голот. За среќа на Вардар таа удри и го смени правецот
на патот кон мрежата на Денковски и се стркала покрај него, го фати што се вели на крива нога. Тоа беше изненачување и голема радост кај вардаровите навивачи. 1:1, 31 минута. Во 40 минута вистинска ерупција на одушевување и миленикот на навивачите. Кристијан Николовски Пато постигна убав гол и од букетот на играчи пред голот на Шкупи успеа со силен удар да ја зафати топката и да ја смести во мрежата на Шкупи. Повторно задоволство и крај на првото полувреме водство на Вардар 2:1. И бивши нововлезениот фудбалер на Шкупи во 76-та минута, откако претходно Вардар тргна офанзивно во првите 20 на минути од вториот дел и најави дека со офанзива ќе го брани ова водство, но сепак гостите 76-та минута, рековме по една долга акција кога топката се шеташе просто во 60-тникот на Вардар, немаше маш кој може да ја изфрли далеко од ова поле и да спречи водство и бивши успеа да ја спротне и да заврши во мрежата на Вардар 2:2. Крајот донесе радост, 83-та минута, Дарко Мицевски по една изворена акција, по една мешаница пред голот на Шкупи, кога сите вардарци тргнаа во напад, кога се очекуваше тој победонесен гол, кога сите вардарови навивачи го чека ова водство, ја чека ова радост. Ете, се случи тоа, на Вардар му се позлати. 83-та минута, Дарко Мицевски беше екзекуторот од непосредна близина, силно, да не речам, ја скина мрежата и предизвика ерупција, одушевување и донесе 3 големи бода на Вардар. Ремезираме 5 гола и на крај добро судење на Игор Стојчевски, иако гостите од Чаир најавуваа скепса. Единствено доделените жолти картони, 5 на терен кај Шкупи, 2 за Вардар на теренот и по 1 жолт картон за двете клупи, можеби си премногу, бидејќи надпреварот сепак беше коректен. На крајот Вардар Шкупи 3:2, она што е најважно, бодовите се книжат на контото на Вардар. Честитки за Шкупи за прикажаната игра, за нивната борбеност и двата постигнати гола, но денес на арената Тодор Проевски сепак мораа да капитулираат и беа резултатски посла противник. Што ќе кажеш? Срамота. Што да кажам? Прво, овој му ја враќа на Гаџе без потреба, а Гаџе не може да се снајде во аут, им даваш напад. Гачевски требаше во аут ли да изфрли? Не требаше, поле требаше да изфрли. Епа, од кај почнува се, сите зашто така? погрешија, не само Гаџе. Од наша топка издаваме напад нивно. Нивно здравје, ние им го даваме.